Она што секако треба да им кажеме на пациентиве, секогаш треба многу порано да се почне со превенција. Тоа важи како за најмладите, така и за возрастните. Ние малку чекаме да дојдат акутни вирусни инфекции, да започне зимската сезона и да започнеме со превенција, збориме за хронично болни деца. Значи мора пред да почне сезоната да ги посетиме своите матични доктори, да започнеме со терапијата која што ни е дадена и со тој начин најдобро ќе ги превенираме сите овие зимски респираторни инфекции кои што секако представуваат дополнителен терет како за пациентиве, така и за нас, кои што имаме еден голем, огромен обим и наплив на пациенти во нашава институција. Како да се заштитат децата и хронично болните во овие променливи временски услови? Значи, белите дробови, посебно децата, имат и поголем број на респирација, се единствен орган на човекот кој што е во контакт со надвршната средина. Така да секој појава на магла, на смог, на аерозагадување директно влие на нижниот епител на трахеобронхијалното стебло. Оштетување на епителот доведува да тој биде многу ранлив за вирусните инфекции. Особено па ако децата имат некои алергиски или атописки заболувања, уште полесно станува одличен терен да се накалемат вирусите, а понатака ако имаме компликации, да се појават и компликации и бактериски инфекции. Затоа децата во овој период мора да примат повеќе витамини, повеќе течности, да јадат храна богата, калорична, покалорична храна и секој пат она што е многу битно за деца, кои имаме болни деца, да останат дома, а да не одат во градинки. Би сакал да искажам еден голем апел, пошто тоа секојдневно го слушаме од родителите, најголем број на деца кои се болни заминуваат во градинки, бидејќи разбираме ние дека нема кој да ги чува дома и представува изворни инфекција за другите здрави деца кои идат во градинки.